Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Денеска ќе разгледаме две интересни теми. Кои се најчестите предизвици со кои се соочуваат современите семејства, од конфликтите во партнерските односи, па се до предизвиците на работните места, домашните обврски и родителските задачи. На оваа тема зборуваме со психологот Натка Пачовска. Во денешната емисија ќе разгледаме и како се регулирани породилните отсуства кај нас, во Европа и светот. Кој модел најдобро ги поддржува родителите? Ќе ни појасни Кристина Најдовска-Илиевски, правен експерт. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на Телма. За породилните отсуства, како се регулирани кај нас и во светот, денеска зборуваме со Кристина Најдовска-Илиевски, правна експертка и проектна менаџерка со долгогодишно искуство во напредувањето на човековите права и родовата еднаквост. Кристина, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден и благодарам на поканата и првенствено сакам да се заблагодарам пошто ме најавивте како правна експертка. Така да гледам дека веќе джендер баланс кај нас се користи, тоа сум многу ме прави среќна поради тоа што како експерт во таа област се радувам кога имам именување по тоа што сме како жени. Така, ќе треба време за тоа да се прифати, но почнуваат работите да се менуваат. Во различни земји, различна должината на породилните отсуства. Сега, можете ли да ми ги апострофирате клучните, најважните, најзначајните компаративни разлики, односно кои земји имат најдобри практики, а кои имат најнедарежливи политики во однос на породилното отсуство? Вака, најнапред ќе направам дискрапанца што е породилно отсуство, што е родителско отсуство, пошто кај нас се уште имаме дилема дали имаме или немаме породилно отсуство, односно родителско отсуство. Породилното отсуство е оное кое што е стрикно само за родилката, односно за мајката. Додека родителското отсуство е оное кое што го има и таткото, односно двајцата родители. Во однос на породилното отсуство како такво, нашиот сосед Бугарија го има едно од најдобрите во светот, дури имаме 58,6 недели породилно отсуство, но овде не спаѓа родителското отсуство, односно нема дефинирано законски дали таткото би можело да ги користи тие 58 недели или не. Во однос на најлошото го има САД, како земја која што нуди 0 денови платено породилно отсуство, односно родителско. И таму само ќе напоменам дека дури мајките можат да земат 12 недели, односно 3 месеци, доколку се во компанија која што има плюс 50 вработени и е вработена повеќе од 12 месеци. Така да, во однос на Европа, Швајцарија како земја која што ние сите милуваме да кажеме дека е една од земјите кои што е како утопија, има едно од најлошите породилни и родителски отсуства. Генерално имаат само 14 недели породилно и некаде се исплаќа околу 75% од плата, но највисоката исплата на дневна основа е 232 евра по ден. Така да, во однос на тоа, Швајцарија и не е така добар пример, но скандинавските земји, ќе се навратам повторно на тоа што е добро, скандинавските земји се одличен пример што е добро, односно колку е добро да се има породилно отсуство и колку самите татковци се имаат политика на инклузија во делот на растење на детето во првите клучни 1000 денови од неговиот живот. Ке се навратиме подоцна за улогата на таткото и користењето на родителското, односно татковското отсуство. Би сакала сега да се потенцираат предностите во детскиот развој, доколку еден од родителите остане подолго време дома на породилно отсуство. Кои се тие? Јас како правен експерт нема да ја заземам темата, пошто знам дека потоа имате гостин кој што е баш психолог кој што баш неговата тематика на работа е таа. Но од моje лично искуство ќе говорам и од тоа што нели како експерт го имам работено и читано, когнитивниот, психолошкиот и физичкиот развој на децата во тие први 1000 денови е еден од најбитните. Значи многу статии укажуваат дека децата во првите месеци од живот, таа емоционална поврзаност која што имаат со родителите во текот на животот многу им помага. Таа тој физички развој, тој когнитивен развој кој што го имаат,
е една од значајните придобивки која што детето во својата поврзаност со мајката и со таткото во текот на годините му дава се поголем и поголем ветер во грб, што јас би рекла, за неговите постапки понатаму. Кристина, а како влие должината на породилното отсуство во различни земји врз стапката на вработеност кај жените? Еве споминавте Шведска, која што има 480 денови, ако не се лажам, платено породилно отсуство, кое што може да се дели меѓу партнерите. Имам исклучително висока стапка на вработеност кај жените. Па можете ли да направите компарација со земјите кај кои што ова отсуство породилно е помало или пак не е платено? Вака, кога веќе ја споменавме Шведска и тие 480 денови, тие 480 денови се тотално породилно и родителско отсуство. Што значи? Во првите 90 дена мајката мора да го земе, значи, породилното отсуство, а останатите 90 дена таткото ги има, тоест од тие 480 дена таткото има право на 90 дена платено 100% родителско отсуство. Во Шведска тој систем од тие 480 денови е направено дека родителите може да ги користат до навршување на 12 години возраст од детето. Значи, ако го споредиме сега, зборуваме во денови 480 денови, тоа е само 16 месеци. Ако направиме дискрапанца кај нас во Македонија имаме 9 месеци, односно 39 недели. Добро. Во Шведска е 68 недели и за близнаци, пошто јас сум мајка на близнаци, 15 месеци. Така да не е голема дискрепанцата, само што кај нас, например, мораме тие 15 месеци да ги користиме во континуитет, немаме право да се разделуваат, додека во Шведска го има другиот тој можен дел на флексибилност во користење, кое што па притоа ја зголемува стапката на вработеност кај жените, дури 85% кај во Шведска жените се вработени, но тоа е моментот на социјално-економски и културниот напредок што го има земјата. Значи, ние породилното, ако го гледаме како такво и родителското отсуство, може да има и позитивни и негативни резултати. Реално, прекраткото породилно отсуство може да биде негативно, поради тоа што мајките во тој период може да имаат таа грижа совест дека не се посветени на децата, а тоа да влие и на незината работоспособност, значи незината продуктивност, а од друга страна, ако имаме па предолго породилно отсуство, може да влие врз основа на денешните брзи развојни кариерни одскоси кои што може жената да ги има. Значи, можеби тој долг дел на породилно и родителско отсуство па ќе влие на незината спремност да се врати во компанијата каде што е. Во однос на тоа како работодавците го гледаат долгото породилно и родителско отсуство, ако е пократок, повторно може да се навратиме дека мајката нема да биде способна да работи. Сега зборувам исклучиво за жените. Мајката нема да биде способна да работи, не е посветена доволно, изморена е. Тој постпородилен период кој што мајката може да се појави, таа депресија може да биде актуелна поради тоа што пак да се навратам грижата на совест кога го оставила бебето. А од друга страна пак, работодавците, ако е подолг временски период на отсуството, може да имаат финансиска импликација за да вработат нови кадри. Финансиска импликација каде што мора да се снајдат како тоа да го направат. Во некои земји дури работодавецот е тој што го плаќа породилното, односно родителското отсуство, па потоа бара поврат на средства од државата, каде што тие процеси, нели, како работодавец може да му оттежнат во однос на финансиската стабилност. Што е со земјите во кои што породилното отсуство е многу кратко? Дали обично жените се откажуваат од кариерата и остануваат дома, да бидат мајки и да чуваат деца? Точно, поради тоа што таа финансиска независност, они што им треба кога се во тој период е многу битна и мајките на кратко породилно отсуство дури се откажуваат од породилното за да се вратат на работа. Иако ќе спомнам Америка е само 12 недели, односно 3 месеци, вработеноста на жените е 57 до 65% зависност нели од
популацијата од 25 до 35 години, но тоа породилно отсуство води, кратко породилно отсуство води многу низа непосакувани ефекти кои што би можела и државата да ги има, но и самиот психофизички развој и на жената и на бебето како такво. Ајде да проговориме за користењето на родителското отсуство, односно во кои услови и кога во рамки на законски предвидените норми мажите во светот може да користат вакво отсуство? Според ЕУ директивите, породилното отсуство е 14 месеци во поголем број од земјите, ЕУ земјите, а останатиот дел на родителско отсуство, кое што можат и татковците го користат, е различно во многу држави. Норвешка, Исланд и Шведска, повторно ќе ја спомнам Шведска како таква, имаат најдобро регулирано родителско отсуство. Што значи тоа? Во Норвешка, ако мајката, значи тоа породилно отсуство е 49 недели, ако сака да остане дома, да го подели со таткото и тогаш ќе зима целосна salary, целосна плата, така се извинувам. А ако се договори со сопругот тоа породилно, односно родителско отсуство да биде 56 месеци, незините примања би биле на 80%, што тоа е одлично. 56 недели да си го поделат родителството со таткото, а сепак да добијат некој бенефит. 80% од платата. Така е, со тоа што 6 месеци е задолжително татковското родителство во Норвешка. Значи мора да го земат. Мора 6 месеци. Во Исланд имаме истиот случај каде што Исланд имаат посебна политика на инклузија на татковците во родителство, односно прават целосна програма. Деди квоти ги нарекуваат. Деди квоти, така и таму исто е 6 месеци задолжително, односно они го имаат некој си систем 3+3+3, каде што 3 месеци е задолжително на мајката, 3 месеци задолжително на таткото и 3 месеци да се договорат, но во тие 3 месеци они гледаат тој 3 месеци плюс за мајката и за таткото е каде што е поделено 6 за таткото и 6 за мајката. Така да Исланд многу работат на тоа, а Шведска, како што и претходно напоменав, тие 480 денови они ги делат каде што татковците значи имаат право 90 дена да бидат целосно 100% исплатени додека се на односно на родителско отсуство, но Шведска е многу интересен фактор што имаат 45 дена доделено и за баби и за дедовци. Така да тоа е многу добра практика. Но и платени се бабите и дедовците додека чуваат внуци. Да, ако се нели во работен однос, секако дека се платени. Но ќе се навратам дека во Македонија многу често зборуваме за тоа дека ние немаме добро породилно отсуство, односно немаме родителско отсуство. Кај нас како родителско отсуство не е така дефинирано. Значи ние според закон немаме родителско отсуство. Но сега мажите може да користат 3 месеци, така? Така, повеќе од 3 месеци. Значи кај нас во законот за работни односи во член 168 чинаме регулирано дека татковците можат да го земат, тоест да го превземат породилното отсуство. Што значи тоа? Мајката според закон мора 45 дена да го искористи породилното отсуство. Тоа односно 8 дена пред започнување на бременоста, значи во рок од 45 дена мајката мора да го земе породилното. Ако постојат некои XY причини каде што мајката се откажува од своето породилно, тогаш се префрла на татко. Веќе во Македонија имаме ние таква пракса. Така е, каде што гостувале. Така е, одлично. Што ги земале тие родителски отсуства. Така што веќе се радувам дека имаме таква нагорна линија каде што татковците го земаат. Да. Така да не сме за жалење во однос, што тоа ми беше поентата, не сме за жалење во однос на породилното и родителското отсуство во однос на земјите околу нас. Како влијаат културните и општествените норми врз тоа дали мажите ќе го искористат правото на родителско отсуство или не? Како тоа изгледа на Балканот? Колку често мажите се одлучуваат на ваков чекор? Балканот е дека мајките се за децата, а татковците се да одат на работа и да ги заработуваат парите генерално. Но веќе многу повеќе се наложува тоа дека самиот мајндсетинг на татковците се менува. Не е веќе срамота да се чета детето во парк, но сепак нели имаме овде, како што спомнавте, тие културни разлики на Балканот, што ќе ги кажеме со тие во Западна Европа, дека мажите ако чуваат деца се слаби, дека се немотни, дека жената е над нив и некои си
такви коментари кои што можеби веќе ќе ги оставиме во минатото. А односно, пак ќе напоменам, Франција, иако имаат родителско отсуство, не татковците не го користат. Дури таму имаме многу мал процент на тие 16, они имаат можно 16. Како објаснување има зошто слабо го користат? Дека треба да работат, поради тоа што 16 месеци они имаат 16 недели имаат право на породилно, воопшто не се користи. Јапонија имаат 1 година, сега збориме малце на светско ниво, Јапонија имаат 1 година, таму дури над 10% под 10% е искористеноста на породилното отсуство, а не па на родителското. И знаете, самите работодавци можеби го наметнуваат трендот дека работата треба да се следи. Работата е таа што е битна. И можеби самиот пример дека лидерите, односно тие собствениците на фирми не ги земаат породилните отсуства, му даваат некаков фидбек, не фидбек, туку му даваат некаков притисок на самиот работник дека не треба да го зема тоа родителско отсуство, односно дека треба да оди на работа, а мајката е таа која што нели го родила и треба да го гледа детето. Но сметам дека веќе како поменуваат годините, новите генерации нека го омекнуваат на тие предизвици од минатото, како Балкан, и мислам дека сето тоа ќе биде малце по-софт како поменуваат годините натаму. Стигнавме до компаниите. Како сега тие се приспособуваат на фактот дека и мажите користат родителско отсуство? Еве, например, компаниите во Исланд, како го организираат работниот процес во периодот кога мажите го користат ова отсуство? Како што напомена, во Исланд има веќе политика на инклузија на татковците во родителското отсуство. Значи, самите компании креираат политики, самите компании имаат мотивации каде што ги тераат со своите вработени да го земат тоа родителско отсуство. Дури имаме компании на светско ниво кои што, иако можеби според во државата не е пропишано некакво определено родителско право, тие го даваат. Например, Spotify дава 6 месеци платено фул родителско отсуство. Мета, односно Facebook, даваат 4 месеци. IKEA, како таква држава, иако нели потекнува од Шведска, без разлика во која држава се наоѓа, даваат поволно платено фул родителско отсуство на татковците. Значи, но Исланд, повторно ќе спомнам дека е една од водечките земји во однос на политиките кои што самата држава ги креира, а потоа самите компании сето тоа значи со кампањи го промовираат и ги поттикнуваат татковците да бидат дел од развојот на детето. Така, значи мора да се поттикнат. Така, дури таму така, без поттик ништо не се прави. Така, има ли истражувања кај нас, дали кај нас родителите се задоволни од 9 месеци породилно отсуство? Често пати зборувам и на мојот Инстаграм профил во однос на тоа дека ние како општество не сме свесни дека имаме добро породилно отсуство. Можеби како 9 месеци со 15 месеци за близначна бременост, можеби како такво ние сметаме дека не е доволно, дека треба повеќе. Дури чинам дека имаше пред некое време и предлог закон за породилно отсуство, каде што се бараше зголемување на породилното, но сметам дека можеби треба нашето породилно отсуство, ние што го имаме во Македонија, само да се направи флексибилно. Односно, мајката да може да користи скратено работно време, да може да си ги комбинира деновите кога би одела на работа, кога не би одела на работа. Да имаме промоција на тоа дека татковците може да го земат отсуство од работа, дека тоа исто ќе биде покриено од страна на во нашата земја Фонд за здравствено осигурување. Значи, сето тоа поттикот што би требало мајката како таква да го искористи, поради тоа што тие 9 месеци, односно 15 месеци додека сме дома, сме целосно фокусирани на децата. Зборувам сега за Република Македонија како таква и немаме некако социјална инклузија на ние како мајки со надворешниот свет, поради тоа што тие 9 месеци ние сме насочени само кон бебињата и нивните потреби, а ние како мајки нашите потреби некако ги ставаме под тепих. Така да можеби само промената од 9 месеци последователно да се премене во флексибилно би било совршено, поради тоа што многу статии укажуваат дека идеално породилно, односно родителско отсуство би било од 6 до 12 месеци. Од 6 до 12. Од 6 до 12. А ние имаме 9 со 15, што реално сме во тој баланс. Така. Што сметате во однос на враќањето на работното место? Дали флексибилно работно време е идеално за жените кои што се мајки?
Во првите месеци тоест првите години од животот на децата, да, тоа сметам дека е повеќе од потребно, поради тоа што децата се разболуваат, растат, се развиваат, имаат своји потреби. Мајките мора нели да бидат и тука, но мора и заради нивната психолошка зрелост да се вратат на работа. Така да сметам дека работодавците можеби нема да бидат среќни во таа приказна, каде што мајката ќе се појавува, па нема да се појавува, но во однос на психолошкото и менталното здравје на мајката и на детето, тоа мислам дека е повеќе од потребно. Кристина, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, што ни ги предочивте сите овие разлики во породилните отсуства во светот, па и кај нас. Благодарам на поканата. Почитувани, останете на тема. Во продолжение на емисијата ќе зборуваме за предизвиците на современите семејства во 21. век. Ќе дознаете и како породилните отсуства влијаат врз семејната, односно партнерската динамика, особено ако еден од партнерите чувствува дека е нерамноправен, односно дека целиот товар паднал врз неговиот грб. Останете на тема. За предизвиците на модерните семејства во 21. век денеска зборуваме со Натка Пачовска, клинички психотерапевт, односно клинички психолог и психотерапевт во психолошкиот центар Алтернатива. Добре ни дојдовте повторно во студиото на Тилма и во магазинот Родителство 0+ месеци. Ви благодарам за поканата, навистина во право време, заради тоа што ова е месецот на превенција на менталното здравје, па ќе поразговараме за овие теми за психолошкиот имунитет и како превенција, јакнење на психолошкиот имунитет кај партнерите, семејните членови, за да всушност го зачуваме менталното здравје кај нашето население. Во последните години се повеќе млади луѓе се одлучуваат да не формираат семејства. На што се должи ваквиот тренд? Во семејната и системска психотерапија ова се гледа на еден транзиционен модел, дека е ова некаков тип на транзиција на формирање, да кажеме, на семејствата или на партнерствата. Не затоа што вредностите, семејните вредности или релацијските модели се нешто што не ги прифаќаат младите, туку повеќе ги преиспитуваат. Една од работите е заради тоа што го одложуваат влегувањето во брак или во формирање на семејство, токму заради тоа што се насочуваат кон јакнење на својата автономија, односно својата независност, личностните постигнувања, собствената реализација, исполнетост и слично, што уствари и носат една поголема емоционална зрелост за понатамошно влегување во некаква нова, да кажеме, или слична, трансгенерацијски слична организација на семејство или па една нова организација, која што бара исто така како семејни терапевти малку да ја гледаме таа промена како нешто што е очекувано, да ја нормализираме, заради тоа што многу млади луѓе влегуваат во партнерска релација, одлучуваат да станат родители, меѓутоа никош не одлучуваат формално да го формализираат бракот. Така да, значи не се водат во тие традиционални семејни улоги? Не се водат по традиционалните правила, да кажеме, затоа што притисокот од страна на традиционалните семејства, кои што се уште ни се блиски, значи јас, мојата генерација предходно сме биле во некои традиционални или во минливи традиционални, да кажеме, транзиторни традиционални семејства, така сме се организирале и тоа најверојатно на многу млади луѓе не им се допаднало заради тоа што современите трендови предизвикаа одредени промени и кај нас кои што традиционално се организиравме, односно веќе тие улоги на родителски улоги станаа нешто што уствари можеби и правила ригидни за многу млади луѓе, затоа што традиционалната улога е да мајката се грижи најчесто во тие традиционалната улога е мајката да се грижи за емоционалното здравје, за грижата на децата, за семејната атмосфера, а татковците да обезбедат некаква екзистенција и така натаму, меѓутоа јас
припаѓам на генерација, а после мене и многу други, или може би и пред мене, каде што уствари освен грижата за семејната атмосфера и за емоционалното и психичкото здравје на децата и целокупното соматско здравје, освен тоа и кариерно, нели, сме се организирале. И сето тоа, и ригидните правила, и заштитничките правила, каде што уствари во ригидните правила точно се знае кој што треба да прави, потоа ги плаши младите дека во тие ригидни правила ќе немаат подеднакво рамномерно место за својот раст и развој. Од една страна, или пак ги преиспитуваат и сакат да внесат во своите партнерски релации нешто ново, нешто што значи порамноправна распределба и поразлична распределба во однос на грижата за семејната атмосфера, семејната благосостојба, психичкото здравје на сите членови во семејството и така натаму. Како да се одржат позитивни и здрави партнерски релации во семејствата, каде што и двајцата партнери работат, имаат бројни обврски, немаат време ниту за себе, ниту пак за своите блиски? Тоа е многу интересно, но и многу прашање со предизвици. Затоа што во денешно време тој предизвик е многу голем заради динамиката на живењето. Многу малку време им останува на партнерите да се заедно, а доколку пак се и семејство, тогаш во таа ситуација, ако имаат и семејство, тогаш во таа ситуација треба време и за нив двајца и време и за другите семејни членови, децата и така натаму. А да не зборуваме дека треба време и за поширокото семејство, да се негуваат и тие традиционални модели кои што ги имаме со поширокото семејство, да се гледаме, да ги одржуваме тие блиски, барем тука ние кај нас на Балканот, тие блиски релации со поширокото семејство. И сега тука прашањето е како, заради тоа што спомнав дека сите млади сакаат своја автономија, сакаат своја независност и тоа автоматски значи свое индивидуално време и свое заедничко време. И тоа е природна снага во сите нас каде што имаме потреба и за индивидуалност и за заедништво. И треба еден добар баланс за тоа. Индивидуалноста значи да се посветам на себе, своите потреби, да посветам време на својата кариера, да посветам време на забава собствена, на излегување на другарки и така натаму или другари, а додека заедничкото време е да посветам исто толку време и на партнерската релација, и на родителската релација и така натаму. И ако вака ги погледнеме, а од друга страна сите се нели синови, ќерки, имаат мајки, татковци, па да не речам баби, дедовци, каде што уствари и таму се бара нивно време и со навистина е голем предизвик во ваква динамично време во кое што живееме. Што треба да прават младите? Да направат добра организација, меѓутоа без добра комуникација тоа не може да се направи. Значи клучна комуникација. Клучна е комуникацијата, да се договараат, да разговараат, да ги испочитуваат собствените потреби, некојаш и потребите на другиот, на партнерот, да се почитувањето на потребите и на едниот и на другиот се многу важни. Може да излезе во исто време да имаат потреба и двајцата за своја индивидуација, меѓутоа добра организација и добар договор уствари може да им дадат можност да порелаксирано да го направат сето тоа и да и двајцата се задоволни по тоа во своето заедничко време. Значи клуча е комуникацијата, тоа да го запомниме. Доаѓањето на бебето во домот е радосен момент, но е поврзан и со стрес. Зошто токму во тие моменти доаѓа до најчесто доаѓа до продлабочување на конфликтите помеѓу партнерите? Тука ние тој модел кој што ние го имаме и кој што го нудиме најчесто е традиционален наш модел кога ќе дојде бебе на свет. Многу поретко се водиме од нешто што е по современо, да кажеме, иако многу млади луѓе настојуваат во последно време на тој начин да се организираат, меѓутоа прво е најубавиот период на двајца партнери кои што одлучиле да станат родители. Второ е период кога по прв пат се трајна заедница. Претходно се само партнерска заедница.
Таа партнерска заедница, ако се раскине, никој не останува во некаква врзаност. А трајната заедница, може партнерската заедница или релација да се раскине, да има развод, ама никогаш родителството не може да се раскине. Значи, со доаѓањето на детето веќе одговорноста се сплегува во еден траен систем и одговорноста на двајцата родители е многу голем. И тоа е нешто што носи, нали, една психолошки концепт на силна одговорност или да речеме на еден повик воопшто земено од нашето колективно несвесно, сите што го носиме, дека ако станам родител, тогаш јас сум тој кој што треба да се грижи од сега натаму за некој млад човек или бебе, да има добар раст и развој, да бидам добар родител и така натаму и така натаму. И да порасне здраво дете. Зошто се појавуваат потешкотиите? Заради нееднаква распределба. Најчесто, еве сега зборувавте за породилно отсуство, најчесто мајката го зема породилното отсуство, барем кај нас сега. За сега имаме ние законско право, ама ако мајката не може, па тогаш може таткото да го земе породилното отсуство. Меѓутоа, во таквата ситуација се очекува, пошто она е дома, дека со бебево, дека е поодморена кој ќе се врати таткото од работа, и во таквите ситуации распределбата да не е подеднаква. Во многу моменти жената може да се почувствува јас сум сама во сето ова. Јас сум сама во сите тие обврски. И ако побара, да кажеме, во тој момент да некако ја одмени, да кажеме, таткото, и во таа ситуација да се доживее дека тоа не го разбира, дека е изморен, што навистина е изморен, и тој бил на работа. Меѓутоа, она е на 24 часовна смена, за разлика од тато, ако не е вклучен во одгледувањето, да кажеме, на детето, тој е со 8 часовен, 9-10 часовен работен ангажман, да кажеме, а сепак му останува некој временски период слободен. И исто така, во овој временски период се учи родителската улога. Таа никој не доаѓа научен. Сите доаѓаме од семејства каде што сме научиле да бидеме родители од своите родители. Така, со одреден модел. Одреден модел. Некој што тој модел не се допаѓа, па се обидуваме тие вредности да ги родителски внесеме во растот и развојот на нашето дете, во организацијата на нашите родителски вештини, како ќе ги спроведуваме и слично. Но се случува со спротивставени модели да влезат. Точно. Различни родителски стилови да имат и еве повторно конфликт. Така е. Некој да ја биде како демократски некој стил, другиот биде поавторитарен, и тоа уствари тука ќе наидат на потешкоти и на проблеми. Повторно клучна е комуникацијата. Значи, и двајцата партнери, како родители, мора да разговараат каде и кој модел ќе се заземе или кои вредности ќе бидат важни. Може би некој од партнерите ќе му се допадне моделот на едниот партнер, па лесно ќе се воспостави еден сојуз во градење на тие воспитни ставови, во градење на ставови за негување, одгледување и адекватно растење на детето. Меѓутоа, некогаш нема да се погодат и многу често ќе го збунуваат детето и секој ќе дава различни правила како треба да се функционира, што всушност тука е неопходна комуникацијата. Важни се и двете вредносни система кои што се носат од и тоа. Мора се постигне договор. Добро би било да има да се направи еден консензус, да се направи еден компромис. Да, рекле договор куќа гради, нели? Така е. Меѓутоа, многу е важно да се каже и дека ако дури да нема компромис, да се договорат за кои работи ќе воспитува тато, за кои ќе работи ќе воспитува мама. Па така ќе бидат застапени и двата модела, и детево нема да биде збунето. И автоматски со самото тоа нема да им ја одземе моќта. Оти кога родителите се спротиставуваат еден на друг, се дисквалификуваат, тогаш му ја дават моќта во раците на детето. И тој треба да управува дали за оваа работа ќе оди кај мама, оти сака да ја добие, а за оваа ќе оди кај тато, затоа што полесно му е да има некакви правила. Така. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, можете да поставите прашања на кои што одговор ќе добиете од Натка Пачовска, клинички психолог и психотерапевт во Алтернатива. Ние продолжуваме понатаму. Мешањето на родителите во партнерските односи е мощна честа појава во балканските семејства на Балканот. Како да се постават здрави граници?
Најпрво овој услов кој што на почетокот го зборувавме, дека многу млади луѓе се насочуваат кон постигнување на својата независност. Значи, многу е важна емоционалната независност. Многу млади луѓе постигнуваат физичка независност, постигнуваат финансиска независност од своите родители, професионална независност и така натаму. Меѓутоа, тешко е постигнуваат емоционалната независност. И често пати им треба совет од или не може да донесат самостојна одлука, па им треба совет од своите мајки, татковци и така натаму, од своите примерни семејства. Што е важно тук? Добрата граница ја определува и не е лошо да се добие совет. Меѓутоа, како ќе се применува понатаму и колку ќе биде присутно. Да не излезе дека уствари партнерот или партнерката влегла во брак со свекрвата или со таштата. Затоа што нивните правила или нивните совети ќе бидат доминантни во одлучувањето на нивната ќерка, односно нивниот син. И ако тоа партнерите го забележат, тоа е нешто што ќе прави проблем понатаму. Што е важно? Секој кон своето семејство треба да направи граница и да се заблагодари за советот. Меѓутоа дека они се тие кои што ќе одлучуваат. Они двајцата ќе одлучуваат дали ќе го прифатат целосно, ќе земат дел од тоа или ќе донесат нешто ново како одлука. И втор момент е многу важен. Многу се они важни кога ќе се бабите, дедовците, тетките, војните, сите се тие важни кога ќе дојде дете во семејството. Затоа што рековме дека некогаш и се презаморуваат двајцата партнери во зависност од динамиката со која што расте детето во првите месеци, одредени потешкоти кои што ги има во растот и развојот во првите, што се очекувани и нормални, меѓутоа некои деца се поосетливи на болки во стомак, некои во нешто друго и токму заради тоа се презаморуваат родителите. Во таквата ситуација бабите и дедовците се многу важни затоа што и војковците, тетките, чичковците можат да помогнат. Ќе бидат логистика во тие моменти. Ќе бидат логистика, меѓутоа точно и јасно и гласно кажаното од страна на родителите како сакаат да биде одгледувано нивното дете, треба да се почитува. И тоа е уствари еден апел и до едните и до другите, и до младите и до возрастните, да се земе во обзир дека од страна на младите дека градењето на релацијата на детето со баба, дедоите дава сигурност, емоционална збогатеност за тоа дете во неговиот раст и развој, а истовремено пак возрастните да знаат дека родителите си сакаат свој начин, свој стил на воспитување, одгледување на дете и дека они се го поминале своето со нивните деца. Така. А што е со социјалните мрежи и изложеноста на интернетот, каде што постојано се гледаат некои идеализирани, нереални проекции за бракот и за родителството? Дали тоа создава дополнителен притисок? И текако, и то премногу, затоа што сите денеска сме на интернет и на интернет се закачени најубавите слики кои што може да постојат. Сите кај што одиме било каде се сликаме кога не е убаво, па дури со семејствата и кога правиме некои забави. Сите се среќни. И сите се среќни, насмејани, исполнети. Нема некој никој не слика кога нешто не му е добро, нели? Сите споделуваат кога нешто е убаво и среќно. И сега тоа знае, ако влеземе во тоа да од тие слики почнуваме да гледаме дека ние во нашето семејство нешто се случува, таму има и убави моменти, но има и некои напорни предизвици. И токму заради тоа, кога ќе се појават напорните предизвици, го има, ама како они може да бидат среќни, ама како тој може ова да го обезбеди на својата сопруга, на своето семејство, а како ти ова не можеш и така натаму. И тука почнуваат конфликтите. Многу важно е тука младите, поготово младите, да малце го ограничат тој виртуален момент, туку малку повеќе да си се обратат на себе си, да не скролаат повеќе нежност, и многу е важно и одржувањето на партнерската релација, кога веќе ќе се... Па и комуникацијата што споменавте дека е клучна, а секој си седи на своја страна на телефонот, еве веќе проблем уште еден. Да, нити имаат комуникација, нити имаат негување на партнерска релација. Сите доаѓаат да се одмора малку, детето си легна, заспа и се да се одморам и да дзирнам што има на интернет. И така се одмараат, а при тоа време
одлично време ако се искористи Квалитетно, за разговор, за блискост. За разговор, за блискост, за одржување, без негување на партнерска релација. Нема да имаме убава семејна атмосфера. И они прво биле партнери, ја негувале својата релација, нежноста била присутна тука, па посакале да станат родители. Меѓутоа, кога ќе се појави родителството заради силните обврски, се заборава на партнерството. Првите години од животот на детето подредена е партнерскиот субсистем над родителскиот субсистем. Заради големите потреби кои што ги имаат децата, захтевноста за да се израсне, да подпорасне, да може да и другите наоколу полесно, да кажеме, да го чуваат, негуваат и така натаму, поготово во првата година, кога бебето се уште му е неопходна мајката, дали цица и така натаму, и не е толку можно да се одвојува од мама, многу малку има време за партнерската релација и токму тоа секој миг треба да се користи. 15 минути да има поминување време, заедничко кафе, разговор, прошетка без дете и така натаму, е доволно за да се секојдневно за да се одржува таа релација. Финансиските предизвици создаваат голем стрес. Да. Дали се тие причина или се само повод за продлабочување на незадоволството и конфликтните партнерски ситуации? Најчесто се повод. Бројката е важна, финансиска. Меѓутоа, никој не се фаќа за бројката, туку се фаќа за колку тоа секој заработува или колку останало во текот на месецот веќе се потрошило. Повеќе се разговара за тоа каков е односот кон финансиите, дали некој повеќе троши, некој повеќе штеди, некој се чувствува и што носи исто така од своите семејства како вредност, што значи финансиите, како растеле во своите семејства. Некој растеле во изобилство, некој растеле по-скромно. И во таа ситуација, уствари, тоа може да направи исто така проблем. Тој што растел во поизобилство, очекува дека стално изобилството ќе го има. И сака да троши, тоа му е еден начин на кој што се научил да се релаксира или нешто слично, а додека другиот пак научил да штеди. И сега во таа ситуација, повторно, пак ќе кажам, комуникацијата, добар договор во однос како ќе ги трошат финансиите е многу важен. Во последно време тренд е да има мој и твој пари и мој и твој новчаник. Што сметате за тој пристап? Пристапот не е лош ако добро повторно е издоговорено. Во однос на тоа, прво е многу често во мојата пракса наидувам на тоа дека процентуално се разликуваат, да речеме, свисината на платите, а процентуално се бара подеднакво да се учествува во трошковите, што е просто невозможно, затоа што на едниот ќе му останат повеќе средства за сопствени или било какви трошења или планирања, а додека другиот ќе истроши целата плата токму на тоа. Ќе остане без пари. И нема, ќе остане без пари. И тоа автоматски пак ќе донесе незадоволство. Ако една од работите што е добра и се препорачува е да тие финансии се соберат, се поделат и се даде точно колку од финансиите на едниот или на другиот партнер процентуално да се стави во една каса, во заеднички буџет. Во заеднички буџет, каде што уствари заеднички ќе планираат како ќе ги трошат, заеднички ќе отидат, да речеме, во маркет, па ќе купат или ќе се договорат на дневно ниво како тоа да тече или на неделно ниво. И на тој начин уствари добриот договор и за финансиското трошење може да биде добар услов за добра семејна хармонија. Се повеќе бракови завршуваат со развод. Што е најчестата причина? Дали се можеби неверствата или едноставно несогласувањата и отсуството на комуникација меѓу партнерите? За жал, бракови кои што брзо се разведуваат е заради тоа што имале некои идеални слики за како треба да изгледа брак и потоа од сам старт почнале
проблемите, тоа е една од работите. Второ, не успеваат да се договорат дека и едниот и другиот носи свој вредностен систем кој што е подеднакво важен во тоа заедништво и да се испочитуваат и потребите и вредностите на двајцата. И тука веќе неразбирањето станува доста. Конфликтите се многу чести, после конфликтите има тишина и после тишината дава дистанца. Кај некои партнери обратно. Конфликтите ги носат во смирување, во блискост. меѓутоа во блискост на интимен план, ама никогаш не се разговара за конфликтот. Секогаш се става под тепих и потоа нареден пат, бидејќи грбката на тепихот ќе порасне, ќе се сопна тука. И повторно ќе биде нешто што би значило проблем и пак тоа и циклус ќе го продолжат се до еден ден кога веќе тоа нема да даде таков ефект како до тога што давало, дека интимата ќе биде доволна за да интимниот контакт за да се надминуваат потешкотиите, проблемите, бидејќи многу работи останале неразрешени. А додека пак и другите кои што со тишина продолжуваат после конфликтот, се повеќе се дистанцираат. Во таа дистанца многу често може да се случи некој да има потреба за емоционална блискост и да ја побара на друго место, што всушност може да биде една од причините за неверството. Една, не мора да биде единствена. Меѓутоа, ако тоа се случува и двајцата партнери се со идеја после некој период дека сакат да продолжат и понатаму заедно да живеат и да тоа може да биде точка каде што реорганизацијата ќе се случува во однос на нивното партнерство, во однос на нивното целокупно семејно живење и така натаму, и една добра, да речеме, добра основа за почеток на некаков тип на реорганизација и на градење на блиски односи кои што некојаш ги имале, секако од нив ќе потегне кога они знаат како биле блиски, како можеле да се почитуваат и токму од таму да се тргне, да се земат тие снаги и понатаму да се работи психотерапевски за да можат да ја надминат таа криза и да не представува и понатаму или да предизвикува и понатаму нови кризи. Тоа е едниот начин, а другиот начин е да ако одлучат веќе на разделба, а ако се родители, тука да се разделат пријателски, затоа што се друго, ако не го завршат емоционалниот развод, што значи дека физички може да го завршат, ќе добијат од судот дека готово они се разведени, ќе добијат исто така ако не се договорат кој како ќе биде родител, колку време ќе биде родител и така натаму, како на време да треба да се биде родител, а не може тоа така, нели? Родител и кога не е со своето дете е родител, нели? Мисли на него и така натаму. Меѓутоа, заради незавршен емоционален развод, тие со лутината не завршуваат и тука станува нешто што се вика преку детето да стане писмоноша, детето да стално има потреба да се дели, дали кон мама или кон тато треба да покаже да заземе страна дури до тој степен и има многу ситуации кои што ствари можат да бидат едни од силни фактори за одредени ментални потешкоти кај тие деца кои ќе станат возрастни. Така, за последици на ментален план. И сосема накратко моето последно прашање, има ли психологијата одговор што е најважно за да се зачува семејството, дали е тоа комуникацијата и постои ли некаква стратегија и тоа сосема накратко за да се надминат конфликтните ситуации во одреден момент кога ќе има расправија, кавга, како да се стиши топката? Стратегиите за кои што зборуваме како и на кој начин да се надминуваат кризните моменти е да прво се детектираат, оти многу луѓе не ги гледат кризните моменти. Во криза, ако и двајцата тргнат, нели, ако е тоа некоја конфликтна ситуација и двајцата тргнат во конфликт, тогаш не се слушаат. Они воопшто не се слушаат. Секој зборува о свое име, дури се случува да дојдат на психотерапевтска средба и да не се слушаат. Понекогаш имаме потреба ние психотерапевтите да им дадеме микрофонче или пенкало како микрофонче за да може другиот да го слушне и се влегуваат во збор, него и слушуваат другиот која му е потешкотијата, доколку успеат да се слушнат, тогаш секој од нив може да
почне да разговара со другиот што му било тешко во таа ситуација, што го довело во таква ситуација. Или па ние како терапевти ќе прашаме што е тоа кое што него најмногу го погодило. Често пати партнерите кои ќе настане некаква било каква кризна ситуација, се интерпретираат зборовите. Не се слуша содржината, туку позадината, односно невербалниот говор. Дали е со која интонација е кажано и така натаму. Дури и да каже дај ми чаша вода, дури тоа да го каже, сега начинот како го кажал, просто кажано ти зашто ме дискредитираш, што си така налутен, зошто не ме почитуваш и така натаму и така натаму. Значи многу и од тука почнуваат понатаму кавгите. Важно е да се слушне која му е намерата на другиот со тоа што кажува. Да се слушне што сакаш со ова да ми кажеш. Јас вака те разбирам дека ти уствари ми се лутиш. Вистина е тоа или не е? Значи треба да се разговара. Пак комуникацијата е битна во цело време. Клучна, меѓутоа кога емоциите се присутни, навистина многу ретко одиме во тој баланс на емоционално когнитивно. Треба да биде еден баланс како ќе го изнесеме сето тоа. Често пати емоционално реагираме, што е важно во таквата емоционална реакција едниот да се повлече. Нема веднаш да се разберат, а потоа да се вратат на истата тема. Да се И навратат. често пати е окей, застанете. Еден кој може да застане. Дајте си сигнал, знак, доволно е ова. Ама не да се кој ќе се разгори. Туку кога тргнува, пред да се разгори. Се разгори огнот. Значи, тој знак е доволен за да се застане и другиот да направи, да истапи од тука. Оти некојаш и заедништвото во таквата ситуација знае да прави многу голем притисок. И ова оддалечувањето, доволно е еден круг околу зграда, не знам, во кујна да измееш садови, се оддалечуваш и се индивидуализираш, не си во заедништвото и во таквата ситуација може да спласне тензијата. Натка, ќе треба да направиме втор дел, продолжение на оваа емисија и на оваа тема, бидејќи е неисцрпна. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Со драга волја би дошла. Ке се видиме повторно. Почитувани, а ние се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за здравјето, како за физичкото, така и за менталното. Ви посакувам пријатен ден.